Почнахме? Да, одем од се понатак, само извини. Спремени ти со листови. Али јас стално имам по некој ливче. Никогаш не е на одмет. Ако Че да угаси. Се една ваква релаксирачка музика бица да не си Да. напнат. Минатиот пат, не знам со кого снимавме, ми касни бице, јас нервозен, напнат, нешто. Јас сум каснал. Да, многу каснеш. Жите си. Не знам колку каснеш. 2 минути. 7-8 минути за ран. Каснеш. те фатила гужва тука кај Мерцедес. Што не верувам, но... Знаеш онаа тезата дека пензионерот најмалку време има? Да. Бице се Да. И кога ќе ги фатиш продавање се гужва. гужва, така и Да, толку бев лебови да пипам без златки. Морав у кам многу Ама лебови. ти не јадеш. Не, само си пипав ја, не. Да, уште не ни купуваш. Ти си денеска домаќин, ти почни. Ја ќе удрам клапа. Еве. Што ќе почнав ја, знаеш, дека не сакам официјални стартови. Прале Стојановиќ, Бице, Виктор. Добар ден на сите, повелете. Повелик. Ја придавам полгата. Да. Ние трчаме маратонија и Ја бице. отворив. Штафетен маратон. Ја трчам 35 км, он 6. Штафета. Штафета, ортачки. Ортачки. Раден е гостин. Имаме што да се избориме за млади деца, за таленти, за надежи. Раде здраво живо. Има ли перспектива во македонскиот фракомет? Здраво живо и благодарам за поканата. Добре, Ама, да. прашање одмah. Директно. Директно, Да. нема што сега да околишам. Има перспектива. Има, Има така. добри генерации, да. И се надевам дека за период од 3-4 години дека со овие деца и со овие сега моментално што се воа репрезентација дека ќе се вратиме таму Кај што не е бевме место. порано, да. А гледа Ќе се, мора да почекаме малку. да, Ќе чекаме, ние две сте- забелешки. Една не забелешки, као коментари. Едниот коментар, сега последниве денови кога пишав еден текст, и уствари сватив дека ние на репрезентативно ниво не можеме многу да се пофалиме со успеси. Ние постојано сме биле присутни, само на две првенства, на едно европско во Србија и на едно светско во Египет сме направиле да влеземе во топ Означаено. 5, топ 10. Друго се сме биле 16. 16, 15, Ние 14. повеќе правиме еуфорија. Така? Да. Еуфорија правиме и ставаме големи очекувања. По мене баш. Очекувањата се поголеми секогаш од секогаш од тоа ние што го имаме. реално, Да, така. реално да гледаме, да. Ова ќе се надоврзам на еуфоријата, она ревијална утакмица што беше Борис Трајковски пред додањето у Полска. Јас се наежив, мислев финале е таму. Да. Како игра стари на млади пензионери, баш имаше коментари по другите портали да викаат како су македонци испратили демек по медаља. Да. Мисли стварно тоа лично Не, не, по медаља. по злато. По злато, да По моја. злато. По злато, не по Гледа, медаља. Треба секој час ние на фалангата толку години што ја поддржува репрезентативата. добро, И треба да. да ја поддржува. Еуфорија се Значи направи. тоа се направи да на секое првенство, али за нешто повеќе да направиме, ја мислам дека ќе треба некој период да помине. Треба сериозно. Ја и бице имам исто една теза. Избака со бројки си ја изигравме. 3-2-25. Значи 3 македонски екипи. Вардар, Пилистар, Алкалоид, независно кој ќе биде шампион. Кои две ќе играат Лига Европа. Значи 3 екипи, најмалку 2 сезони да играат во Лига на шампиони, во Лига на Европа. Заедно сега ќе кажеш. Или да имат меѓународни надпревари. Значи да учествуваат во групна фаза Добро. на Лига на шампиони, пример, еве сега Пелистер ќе биде шампион, игра цела сезона во групна фаза, нели? Вардар е втор, Алкалоид е трет, влезат во групи Лига Европа, играат цела сезона Лига Европа и во две такви последователни сезони, под претпоставка дека поголемиот број од нашите репрезентативци игра во овие три клуба, дел од младите, најверојатно овие клубови у наредниве години ќе абсорбираат, и некаде во 2025 година ние може да очекуваме малце посериозен настап од она што реално сега успеваме да го направиме со овој ростер. Значи, три македонски Сега екипи, сфатив што 3-2-25 мез цело време три мозека. македонски екипи, Што две сезони, филозофија му беше? во 2025 да почне, еве, Моабетот ти стои, да, сега гледаме дека ова е добро со Алкалоид, скоро повеќе репрезентативци се таму. Во Вардар имаме исто репрезентативци, се надеваме дека и Еврофарм имаме и таму. има еве потпишуваат договори со се помладиве, надеваме дека така. Сите тие ќе играат во овие сезони и дека Ќе имат надпревари Да. и ќе бидат заедно. по-друго да играш на европска сцена, него ли македонско првенство. Апсолутно. Бице,
кога изнесе тој факт 2012 дека од 14 играчи на Македонија во ростерот 12 играле Лига во Лига шампиони, во Лига... Лига шампиони. Така? Лига шампиони. Само мора да биеме стрпливи и да работиме. Тука малце ние Ние не брзаме. сме се покажале со стрпливост. Трпението ни е при крај, ама тоа веројатно па се должи на многу работи што во животот ни од така низ прсти истечено и сите сакаме брзо нешто. Ајде сега вака на кратко еден осврт, еве сезона е пред крај. Сега ти не водиш овој дел екипа, последно во Македонија беше во Охрид. И еден твој осврт, пошто ја ако кажам, но луцо. Многу се караш. Многу се кара. Мој осврт, честитки, еве да кажеме дека неофицијално дека мада и Вардар има уште шанси, дека Пелистар ќе бидеше. Честитки после толку години успеа да дојдат тоа што го посекува, знаеме колку години не беа шампиони, улагаат стварно. Треба да се радуваме што се појави екипа како Алкалоид, затоа што по мене првенството Вардар не го изгуби со Пелистар. Се тоа се изгубила од команда. Сега ако гледаме така и во наредната сезона да има уште една екипа колку е блиску тука, за да не се одлучува првенството само меѓу две екипи, тука може да имаме квалитет. Тоа со Виктор го зборевме и на неколку емисии наназад, дека прв пат, тој кога почнуваше пролетниот дел, дека прв пат можеби не никогаш, можеби никогаш да има три екипи што сериозно. Па сега да не се наврачам обично си да викаат во наше време, ја тоа не го сакам, ама во минатото кога беа тие 8 екипи Суперлига, кога го играв јас во Македонија, првенство не се одлучуваше Пелистар Вардар, првенство одлучуваше во Данци, првенство одлучуваше во Неготино, во Ресен, на такви места. Ако киксниш негде и не можеш да го вратиш ти дуелот со се губело и на такви места, да може тие не биле екипи што чукаат за да шампиони. И тука е драстено. Ама се знаело да се изгуби во такви, Така да го вратиме, тоа е, мислам дека е добиваме многу поголем. Тоа за кој период збориш, за кои години отприлика? 2005-та навак. Понас. Да, тоа усвари и малце поише понасот. Ако збориме. Сега кога се вратиме поназад, пред да почнеме, нели, со официјалниот дел, почнавме да разговараме и дојдовме до моментот како, а мене тоа ми е интересно, и друг пат сме ги прашувале тренерите, ама што биле играчи, во кој момент еден ракометар одлучува дека ќе продолжи, ама ќе биде тренер. И како се случува тоа? Дали се подготвуваш со години, дали решаваш, дали добиваш совет од некого или инспирација? Како се случува тоа? Сега играш со години, ти си еден од нашите најдобри леви бекови во историјата. Ако сгрешам, нека изгорам. Така, и сега си така цело време меѓународна кариера, Словенија, Белорусија, ако сгрешам, да, додади нешто кај се играше. Да, на многу места. Така. Лично за мене, како што кажа дека правихме мојот претходно, предпоследната година пред да завршам со кариера, игра во Металург, на крај на сезона бев повикан од Лино и од Левче Китевски да ми понудија тренерско место. Уште активен играч беше. Уште активен бев, играв во генерација со Талевски, Неловски, Митревски, Пешевски беше тука, Палевски, таа генерација, што беше Металург, игравме и Лига шампиони и мисля дека можам уште да играм уште една година. Тие ме викна да бидам тренер. Им реков, не, ако можеш една година да играм, ние не те гледаме, добро, и се случи 4-5 месеци да сум без клуб. Сега, знаеш, некои по-доаѓаат, некои не ти се свиѓат, више си деца, фамилија. И одиграв уште 4-5 месеци во Турција, завршив и размислував малци, гледав, викам, не имаат луѓето право што ме гледа како тренер. Како не ги послушам на време. И се појави ситуација, морам да кажам, пак исто Металург, Александар Петковски, познатиот Сајкал. Да, разговаравме, рече, без помошник сум, ако сакаш дојди слободно, и на таа иницијатива. Отидов кај него на тренинг и една случка, после 2 дена, ми кажа, вика, одиш, вика, на утакмица у Битола со младенци ги водиш. Ја мислам дека се зафркава.
Ја бев само 2 дена на тренинг со него. 2 дена тренер и имаш Тренер 2 такмица. дена имаш такмица, викам не, викам ти се зафркав. Не, вика ако те бива и ако си вика за ова, вика ќе одиш, вика ако не. Интересно, Од Милуоки. Да. И бев во генерација Танковски, Димитриевски, убава генерација. Бевме шампиони младински со таа генерација, ја ги водев децата и можам да кажам слободно дека му реков на децата денеска или ќе ме направите тренер, а ја во Пелистер бев играч, успеси со Пелистер, имав некоја природно трема. Значи доаѓам као тренер. И ме реков или денеска ќе победите, ќе ме направите тренер и ја утре да се откажам. И победивме со 15 разлика. Среќа те направиле тренер. Да. И со таа генерација бевме после и младински прваци и влеговме Суперлига. Долго време беше така на младинска екипа тренер. 3 години. 3 години бевме поред младински прваци на Македонија. Кој играч е од тие генерации сега на сцена вака по-интересен, по-актуелен? Можам да кажам дека скоро цела постава сите играат Суперлига. Од Кофиловски, Даре Кондев, Михајловиќ, Младеновиќ Михајлов, Додич беше тука, да, Серафимов, Митиче во Скопје, да, Виктор Василевски беше голман, Костевски, Батак, значи сите тие Гошевски, што е сега во Голданат беше од Тиквеш. Значи целата таа генерација сега игра Суперлига. Да. Тие беа сите со мене 3 години во Металургија. Дали тоа искуство беше присутно за преземање на кадетската репрезентација? Мислам дека и така ме назначи. Ти пак имаше некои скокови, Охрид, Катар. Па не, во Охрид бев 3 години. Ние имам исто со Иван Марковски. Нели со него ностоп теми ракометни и го испраќавме во Кина, па сега во Катар. Па сега и таму ќе заврши. Сега се слушнаме пред некој ден. Не кај него го почувствував тоа, дали ќе ти поставам прашање сега. Дали таму ви недостига во такви лиги вистински ракометен предизвик? Пошто кај Иве тоа го чувствувам и во Кина и во Катар. Квалитетот е низок. Не можам ја да ти одговорам, ја не го остив тоа. Ја не ни почна првенството да се врати, поради лични причини. Да, озбилно, јас ми се погоди периодот, беше светско првенство фудбал и беше све стопирано. Ништо не беше првенство, ништо. Ние само трениравме, не беше комплет екипата, па требаше да дојда, не беше тој професионалец, али не можам да го оставам тој момент кроз првенство да кажам како колкав фокус има првенство во фудбал, се друго се стопира. Нема, беше се стопирано. Тоа значи ти кажува колку си важен. Да. 80% не ода на работа. Беше све фокус само на фудбал. Јако. Така да тој момент не може да го објаснам. Сигурно не е нивото и квалитетот, а и Катар е паднат, не е као што беше пред години. Нема црногорци. Да. Па има доста, не само црногорци, скандинавци доаѓа и доста звезди играат. Сега повеќе изгледа дека одат таму по джепарац него по вистински ракометен предизвик. Па сега се и повеќе од арапските земји, од Египет, Алжир, Египет, Тунис, така да нема. Земјите на Магреб. Има нашиот не е како мислам нашиот тука Балканов ја доврвали, не е како што беше во порано беше собираат звезди, како сигаш оној што беше голман еден Барселона што бранеш. Шарич уште таму. Уште да не брани. Не, уште него пирамида му направи. Не брани. Не. Буди Мириоло да не игра уште. Спортски директор е во клуб и таму останал да живее. Полесно. Јако. Да. Стефансон беше таму. Да. Има француски репрезентативец. Играше, мислам, и за нивна репрезентација. Да, има стратегијата на катарците. Да, но гледаш на кратки стази, на долги стази нешто не успеа на да тоа привлече. професионално ниво и не. Они сакаат брз резултат, ко Македонија што сака, ама они имаат многу пари, тоа е разликата и што Катар играше финале, Катар што беше. Да. Финале само што таква екипата не знам дали имаше Катарец. Може вториот голман да беше Катарец. Немаше. Нешто така беше. Тогаш. Ти не можеш да ги инспирираш таму. Ние имаме проблеми, ти ќе ни потврдиш дали е така. Тука во Македонија на Балканот да ги предизвикаш, да ги инспирираш младите да тренираат, а тек во Катар на тоа
ниво таму на богатство и на раскош. Да ги мотивираш деца да влезат во сала да тренираат. Ние овде имаме таков проблем, реално. Повеќе се Така? на фудбал. Да. Повеќе се на фудбал. Некој ќе ги зееме бројките колку луѓе тренираат ракомет во Македонија и пример во Холандија. Неспоредливо, не се занимававме со таа тема. Македонија со 2 милиона жители и Холандија со отприлика 8, нешто 4 пати поголема од Македонија. Македонија нема повеќе од 1000 професионални ракометари, помалку се сигурно, вклучувајќи ги машки и женски, нешто околу 800 да има професионални. Зборувам ракометар што живее од ракомет. Значи он сабале станува, мисли на тренинг, здраво да се храни, попладне пак да отиде на тренинг и да заработува, да живее, да има семејство. Во Холандија има такви 50.000 луѓе што се занимаваат со ракомет професионално. Како за малце не тепа? Малце не тепа, така мала е разлика. Може до тоа. Потполно си во право и ние на сето тоа пак имаме успех. Пак имаме успех, така? Да. Пак имаме успех. Реално, Ја можам да ти потврдам дека центарот во Рига кај што игравме, сега со Кадетска кај што се пласиравме за светско првенство, центарот имаше 4 сали внатре. Со теретани, со све, со феноменални услови. Услови, да. Аха. А темата со услови кај нас уште по-лоша. Темата кај нас е полоша и ние треба да се радуваме што се појавуваат вакви клубови и луѓе кои што улагаат за нашите деца. Сега заклучокот, знаеш, ние немаме услови, немаме пари, имаме многу малци играчи, Немаме масовност. немаме масовност, А бараме медал. немаме квалитет. А бараме медал. Секако Злато. бараме медал. Злато, да. Поствари ние можеби е стварно голем успех што сме редовни на првенства. Европско, светско немаме испуштено со години. Нема. Така. Од 2012 нема И испуштено. така, ако гледаш, сега, Само ајде да не се Олимпијада. наоѓаме утеха во неуспехот, во ниедна друга дисциплина, било спортска, било обштествена, Македонија не е Нема. присутна. Не беве зборам, не само спорт, нека е музика, нека е култура, нека е... Не си присутен. Наука. А еве и клубски да зееме. Во кој спорт клубски сме присутни на европско ниво? Никој. Во никој, така, фудбал едно две Хокеј, пред коло исто, ќе испаднат, кошарка еве ги испаѓа од втора лига, Библ лига играат, некој испад таму на одбојка, а ракометов континуирано и дури ние годинава сме несретни пошто немаме екипа у Лига на шампиони. Да, пошто навикнате народ да гледа Навикнати, Лига така. шампионот. Да. Металург, Вардар. Тој континуитет страшен. Ај сега Дај се, уште брате. не тоа, Да, уште уште чекај. имаш, ајде. Уште ова, да прашам уште за Охрид. Може. За Охрид, нели од младенски во сениорски Ја ракомет. мислев за ова вчера, Не. за купот. Не, бе, тоа не е за зборење, тоа за вчера. За вчера. Неговиот премин од младенски во сениорски. Да, тоа е треба да. Влеговме со Металург 2 во Суперлига. Освоивме трет поред младинско и на разговор со Металург, пошто знаеме како беше ситуацијата, на мој предлог беше со таа екипа што е останата, мислам Металург 2, и со некои играчи беа Томовски, Лазаревски, Танковски, Угриновски, мислам, Шилегов, со 5-6 и оваа екипа да ми остават Металург 2 за 2-3 години да се држиме. Да се држиме, Да да, се со уиграме, многу, да. да. Надрасне. Тогаш ми беше кажано дека имаат некоја друга визија, беше донесен некој... Јака им беше таа друга визија. Па беше донесен, не Јака, зададите како еден заврши. тренер, го носи Србен. исто презиме имавме, само се задржа 2 месеци. Да. Добив понуда од Охрид и ја прифатив и мислам дека... Тоа беше не прво сениорско искуство, така? Да. И имавме одлична сезона таа, само немавме среќа со короната. Да. Бевме на втори пред короната да заврши на бот. Ни бегаше Металург, дојде Кастратовиќ тренер, донесоа доста од надвор. И Лига Европа мислам дека играше Металург таа година. Играше, да. Да. Која Ние одеа бевме, со да, ние бевме 7-8 позади нив за еден бот и фати короната. Тогаш ја собравме и прв пат кадетска репрезентација. Тој период во јануар. Пред тоа имавме пресвртот. Така лаганува. Предходно имавме неколку собери, а прв пат бевме на пријателски надпрва со Романи. Во Романи. Со кадетите? Со кадетите, да. И можам да ти кажам дека од тој собир до сега има останато само 6-7 деца, си направија природна селекција.
и ова генерација има Која година беше раде? Која почна? 2020 короната? Да, 2020 ние мислам дека крај на јануар бевме или февруар, почеток две пријателски уромани одигра. Кои се останати? Можеш да ги набраш? Ги памтиш? Марио сегаш играше Стојановски, мислам, Марио Стојановски. Вардар, така? Да, Андреј Стојановски, Михаил Тотич. Андреј Стојановски, јас не го знам. Андреј Стојановски од Пролет. Крила? Не, Левбек. Шулевски Славчо. Не го знам. Иван Галевски, двата голмана со Данило Брестовац. Да, и кој остана? Не се сеќавам дали беше еден од Озунчеви. Можда. И сега тука јас едно интересно што имам извадено. Нели лани ја правевме таа анализа. Беше шампионат, ама младенски. Бранко Ангеловски ги водеше, така вие као тандем така сте. Он ги води младинците, да, ти му помагаш, а ти ги водиш кадетите, он ти помага. И после за тоа ќе ни кажеш за таа соработка. И отидовте на шампионат во Бугарија, младински, ама со кадетите. И сега, тоа сме го коментирале ние. Ова е стратешки потек, така? Стратешки потек, да, тоа е... Гледа се ова само дека. Значи, на тој младински, кај што они го освојуват пето место, што нели не е нешто за фалење, пошто е без шампионат, од 18 играчи, 15 се кадети. Тоа беше разговор со федерација, беа сите вклучени, беше и селекторот вклучен, и со тогашниот спортски директор и со генералниот секретар. Сите заедно дојдовме до заклучок дека е подобро да добијат искуство кадетите, затоа што на тој Б шампионат не беше сигурно дали првакот добива директно или има уште еден квалификационен турнир кај што учествуваат репрезентации као Хрватска, такви, кај што не е сигурно што ќе кај што не е сигурно дали носеше тој шампионат нешто. И... Да, пошто кај ФИХФ тоа е завршено. Ние одевме на оваа карта, сите со договор и мислам дека беше многу добар потек, се покажа дека е добар потек и успешно се заврши тоа се. Имаше и критики тој таков потек дека сега нормално ќе назих има. Така, дека дел од тие, да речам, што се созреани младенци, не добија шанса на некаков шампионат да го покажат својот квалитет, ама по друга страна добиваш кадет. Тоа што го направи таа екипа, тоа искуство што го стекна, значи тие 15 момци и после резултативе на шампионатот 34-19, 39-16, 33-23, 32-22, значи до финале газење. Па ние и не знам дали се чувате, бевме и пофалени. Беше Ловгран, Штефан Ловгран беше како ДХФ представник, има многу пофални зборови, имаше за нас како делуваме на терен као груп. Тоа што ние, како што кажа ти, до финале дојдовме со одличен скор. Значи ги газевме сите екипи. Едноставно ние овој шампионат го искористивме да бидат децата припремени со тие утакмици да го добијат тоа искуство, затоа што ние одигравме, немавме одиграно со нив пријателска утакмица. Директно беше ово. Директно и они можам да кажам дека уоген фрлање. Оваа генерација треба се заблагодари повеќе пати, се заблагодарам пак сите овие деца што тренираа во тој период во короната, сите имаат тренери успех. Како да се изразам добро. Сите учествуваа во тој успех, затоа што во тој период додека била короната знаеме дека немаше утакмици, знаеме дека беше тешко, значи сигурно тие деца со некои тренирале и ова генерација има поголема тежина успехот нивни, затоа што беше во тој период кај што немаше надпревар. Немало утакмици тоа, да. Така да и ова беше добар потек што отидовме на тој шампионат со 80-90% со кадети. Да, 15 од 18 од составот се после на составот дополнети се само со еве ги јас ги имам изваден Антонио Николовски е плюс кој што не бил, Мирче Каладжиевски и Томислав Димковски, значи само тројца. Можам да ти напоменам дека останатите од тој список имаше 6 деца што останаа со нашиот трет соработник
цела недела во Скопје тренира додека ние бевме на шампионатот во Бугарија. Да. Тоа беше лето, така? Лето, да. Значи, тука можам да кажам дека Ракометна федерација беше средено све во професионално во најдобар. Значи, имавме сите услови дадена. Пошто на тие 14 ни треба уште 6 кои ќе конкурират за тие 18 во Рига. Значи, тие сите беа тие во тренажен процес. Беа спремни да улетаат ако треба. Финалето беше климаво малку. Едно време со Швајцарија. Па финале како финале, знаеш дека носи тежина, дека прв пат играш, да. Притисак. Си прави стрес, притисак си прави. Поготоа од деца кои се. Мислам и возрастен да ќе. Да. Али освен ако не си поркористов. Не, као целина и као група се децата се феноменални. Имаат некоја направивме некоја компактна тимска енергија кај што и сами гледате дека и во сите пријателски утакмици што играме и турнирот во Германија дека имаме добри резултати. Сега посебно со Хрватска не израдува исто, реално. Еден пораз, темак, една победа. Хрватите беа пети на последно европско. Така. Ние имавме и добар турнир во Германија, но не бевме комплетни. Шпарка се турнир. Да, и во Хрватска исто не бевме комплетни, ама не е пречка, децата сите го дават максимум. Јас, како што кажав во интервјуто, голманскиот тандем ни е одличен. Ќе направиме сега на кратка пауза за да дополниме пијачки, па после идеме малце по и по име и презиме некој ќе како ќе ги прозиваме. Да. Со каде да се одиме на зимски подготовки. Затоа и зимска опрема. Времето е разно така. Искористивме паузата за надвор лето, брат, за корекција на опремата. А ја дека сега индустријска струја скапо, не пуштам грејење. Ќе изгореа зимова со тие. Иначе доле да не беше владата на Северна, не знам колкава сметка ќе беше. Катастрофа. Нема врска. Мала дегресија. Мики, ако те чуе. Да. Фокусот ни е сега летово август, така? Да. Хрватска, таа Хрватска некако има некоја символика со македонскиот ракомет. Да, нешто таму се сите битни работи таму. Да, некој Хрват тука нешто ни помага. Прави некои промени тренерски играчки, некако па селектори Хрвати. Па селектори Хрвати. Историја во фаца. Па копија се кршат. Еден друг. Колку двајца не биле селектори Хрвати? Хрвати? Да, повеќе срби сме имале. Да. Ја мислам дека повеќе. Црногорци, босанци, Каменица беше тренер, беше. За жени. Да, исто. Не може, мислам дека не беше. Не беше. Дегресија. И одиме на кадетско. 2 август почнува. 2 август почнува. Норвешка, Црна Гора и Грузија. Група европска на светско. Да. И тоа исто имаме нека стално такви некои чудни теми. Траше нешто Коста Рика, некој таков да ни падне, ама не мислам дека Грузија не беше. Да, они врегоа ако џокери нешто. Да, беа втори, први како беа, како се вика. Не знам. Па нив ги тргна пошто била Франција, не смееле као нешто. Не знам, па Грузија влезе. И сега и вака протоколарно. Какви се амбициите на Македонија? Какви ни се шансите? И како ќе оди подготовката за сето тоа? Шо пашав прво? Амбиции почна. Нема да правиме еуфорија, нема притисок. Значи исто како што бевме во Рига не бевме фаворити. Значи ова генерација прво вакво надпреварување ќе им биде. Секоја победа за нас ќе биде успех. Да. Значи Норвешка, Грузија, кој беше прв? Норвешка, Црна Гора. Норвешка беше не се лажам 6 или 7 на европско. Имаме ние цел со децата. Знаеме што сакаме. Имаме голема поддршка од федерација, ние возможува и пријателски турнири и све, голема благодарност. Мислам дека само така децата може да одат напред. Нема да ствараме притисок, ќе се спремаме најдобро што можеме и ќе одиме да изненадување. Во оваа фаза ги знаеме противниците? Знаеме, прво имаме утакмица, ние сме, по тоа ја што гледав распоредот како е, од нивна страна сме ставени као аутсайдери, може би подобро.
пошто по групите како им се на крај и последно утакмици играат као фаворитите. Као фаворите, нокинат. Ние прво играме со Норвешка. У 2 на 11 са бајле. Тази Па доручкува. Црна Гора, па ден одмор, па играме со Грузија. Не мислев на тоа распоред, него дали ги познаваме какви се, на шо ниво се, на шо квалитет. Ги знаеме точно, Ги знаеме, информација така? за све, да. Со Црна Гора Следени се. имавме прилика со сме Црна играле Гора. до сега со нив. Игравме во Зборам у блиско Во мина. октомври игравме две пријателски. Една ги победивме, една нерешно во Црна Со Црна Гора, така? Да, ама тоа не ни дава за право дека Добро, ама ние сме... само да кажам, можеме да играме. Сега може би со Може да играме, Норвешка. може да играме ние со сите. Така. Само дека некој притисок или товар дека ќе Најдобро да не правиме притисок, Ништо, него си ништо, правиме ништо. вака. Ние си сега, правиме меѓу реално нас муабет, муабет, може да играме со дали ги сите. познаваме и дали можеме да По играме. мене најбитно ќе биде кој ќе се прилаги најдобро на топката. Пошто И ова е интересно. Да, тој пат бе, играме, топка играме. А сега која има- ќе тренираме со неа? Која ќе имаме? Направивме 3 дена тренинг и отидовме со Хрватска да играме. И колку пати ви падна додавање? Па мислам смешана комесото со таа топка. Значи се надеваме, ние ќе имаме сега подолги припреми. Мора да Едно има, прашање ти беше мора од припремите. сега да ја имаат они. Програмата е направена, негде после 20 јуни таму, планираме 21 јуни да почнеме, да имаме малце подолг период и на адаптација и на физичка припрема. Сите ни се матуранти, да не им даеме многу време да одмарат. Таа е генерацијата, тие се годините. Тоа се која 2004 така? 2004, да. И мислам дека топката ќе биде тука. Ги нема тие шутеви од 10-9 метра, Да. па топката е таква. Мене Бранче ми кажа дека и проблем ќе имаат и крилата. Крилата ќе имаат што е проблем, ќе проблемот? имаат проблем, тие ќе имаат малце помала рака, ги нема тие технички шутеви, нема лепак. Проблемот е не стои убаво на рака. Сам знам Па дека стои нема кој има лепа. поголема рака. Кој има поголема. Али нема тој филик, ти си научен на лепак, ова ти е без лепак. Малце формата е малце подруга. Ќе ти бега, ти да шутнеш, она фуп, ти избегал. Па мене баш не. Тебе не. Ама добро, ти не си на списокот, ја гледам Сега види, тогава, те не, ти нема. не играш, шо, кај се местиш? Инаку беше многу интересно. Пред минатиот викенд. Не знам кој викенд беше на пионерскиот Final Four. А ја неколку дена претходно и кај овие наши аеродромци на тренинг. И пионериве на аеродром 3 тренери. Иван Никчевич, Кире Атанасовски, ама знам дека работат. И оп селекторот Раде Стојановиќ. И е као вие даре направил екипа оди Направил гази. по триумф, ама имало уште една скришна работа таму. Ми беше мило што ме поканија, таму играше и син ми, и ме поканија на 1-2 тренинга да малце да поработам. А Бице не знае, ај што Ама има поканија. публика има. Публика и тоа има цел Публика тренинг имаше публика. Има. жестоко. беше. Трема има. Да, кога чуја. ме гледаше, да. Си викам зашто ме гледа се цел тренинг. Што е Цел работа? тренинг, Кој го тоа се пусти? преместив од Кој една го страна на направи? друга. Се премести од една страна на друга. Ама пази, па после што резултира тоа аеродром пионерски шампиони, а едно момче, случајно син на селекторот MVP. Да, добра сезона имаат. Сите као група и као целина и добра екипа се. И мислам дека заслужено бе. Супер. Кој знае што се помисли на алкалоид Пелистер што седевме еден до друг. Ние сме навивачи. Највачи, чисти, здраво. Ја исто, например, сега мала дигресија. Дигресија. Кога ќе има коментари, сега јас и Бице ќе заземеме некој став за нешто. Ќе даеме подршка, нешто ќе искритикуваме, нешто не знам што и сега, например, за нешто можеби некој сме смениле став. И за мене е тоа природно. Значи еволуираш во животот, анализираш, добиваш повеќе информации и го изградуваш својот став за тоа. И сега ќе ни најдат, например, некоја забелешка зошто сме биле, еве, и пак и на почетокот на разговорот бевме до некаде попустливи спрема репрезентација, не спрема клубови. Репрезентацијата ни е поинаква тежина од било кој клуб, нели? И јас кој прашам некој, колку пионерски надпревари годинава беше ти? Ама нема врска. На колку кадетски надпревари беше изминатава сезона? Абе, не, тоа нема врска. Не, многу има врска. Ако сакаш да даеш објективна оценка на македонскиот ракомет, мораш да ги запознаеш школите, пионерските екипи, кадетските, младинските, до крај да знаеш како сето тоа изгледа и да даеш оценка.
Чекай За да мене- слушам овој Џорџе Бласовиќ ми прави Може па ќе продолжим. Не, збори седи тука. Ние знае и до телефон, него да се има код звонат жените. Не можам да ти кажам за другите, може да кажам за мене за тоа што ние сме инволвирани во тоа. Мислам дека сме околу 8, 9, 10 тренери. Секој во своја можност присуствуваме на повеќе. Имаш видење на пионерски, на кадетски, затоа што кога имаме поголеми собери, сите присуствуваме на тие собери, ни мора да се запознаени. Тоа ни е дел од работа. И кога се работи за Македонија, треба сите да работиме за Македонија. Јас лично сум должен за тоа што мојата кариера сум како професионалец, значи сега да кажам народски кажано, сум се продал или некој ме гледал, ме купил од преку репрезентација. Така да моја должност е да додека сум таму во тој стручен штаб, ја сигурно никога нема да питам, че ги пратам децата и че гледам за тоа што тоа ми е работа. Али мислам дека секој има од нас една одговорност, треба да најде начин да врати тоа што го стекнал и што го добил, да им врати на тие деца, да им покажи како треба, да го видат, да научат некој однос како ние сме биле за тие да не ги прават може некои грешки ние што сме ги направиле. И Тоа тоа драгоценно искуство да се Тоа пренесе. треба да го пренесеме затоа што повеќето од нас кои сме во стручниот штаб сме биле повеќе години надвор. Имаме над 15 години интернационални кариери, така да не е мала работа. Тоа вреди. И еве сега тоа што спомна соработката со Бранче. Па можам да ви кажам дека со Бранче и со Наум сме како еден. Кај нас, ако сум ја, може како назначен, ние сме соработници, нема кај нас помошник или не, може и треба да дојдете негош да гледате на тренинг, има 3 тренери, ние сме пуштени секој на свој дел од теренот, некој ја гледа од свој јагол од ситуацијата, некој други, секој има право да ја прекине акцијата и да му укаже на играчот, така да одлично Они се на работи. пионерски се тројца човека. Да, не. Веше Но случаи тоа бе- повише гледаат од две шути. Еден ќе гледа во ноз, еден во раце, еден во Така тело, да еден ќе гледа напад. одлично, еден во одлично одбрана. се работува. А поделени сте ти за напад, Бранче за одбрана? Нели тоа обично така кај нас не знајачите, тоа важи дека Поделени сме на утакмица. Значи поделени сме на утакмица. Оне улогата со тие што треба да измените, влезат. што тие што треба да влезат, тие што излеваат, ги коригира, им сугерира, јас сум со дел додека си игра, го имаме наум позади као ние и со статистика или сугерира кој дали има процент голманите како така да мислам дека Корисна ви е таа статистика? За време на терен? Корисна, Да. за време на утакмица? Да. И за утакмица и за Да, после пошто немаш да видиш сега, овој ќе ти дојде ќе ти каже, слушај, овој има 0 од 3. трето му е, да, или на Голманов како викаше шести гол. Комуницираме одлично, прифаќаме секаква критика за тоа што, како да кажам, чашата ја гледаме сите исто, ама секој од различен начин. Така да Па не е тоа критика, едноставно се надополнувате, соработувате. секој има Секој, баш има викаш, свое секој од мислење, своја знаеме знае. дека секој мислење за успехот наш Да, заеднички, Ама така нас, да нас овде, нели, во Македонија, ни е чудно тоа, пошто, нели, ние имаме најголем проблем со суетите, кога ќе се судираат две суети на двајца врвни играчи, ти и Бранче сте, да речемо 10-15 најдобри наши играчи Па мене, со време на Македонија. по моје мислам дека во репрезентација не треба да има свет. Не треба, Тоа е- така. Тоа е Во национален животот не интерес. треба да има. па не. Дворете има секакви Да. луѓе со Се секакви случува. карактери, така да, али мислам дека која е Македонија, треба сите суети да ги ставиме на страна без разлика кој е да направиме сите да успееме за тоа што тоа е Целта, ако е Македонија, иста, целта е а иста, иста на сите е. не иста целта, и мене и тебе и на Виктор. Да. Па да, и наша да речеме таа цел, што Така, ние да. ништо не придонесуваме таму, ама еве. На Може нешто успехот ќе нас се помогне. радуваат сите. Така е. Така да суетите треба Нема да ги дилема. ставиме на страна. Друго е клубски, Сосема ракомета друга е приказна. многу различно, Да. репрезентативно ниво е многу различно. Сосема е. Се почетните точки, крајните цели, се е различно. Мотивот И условите што ги имаме, значи условите се одлични што ги имаме каде. Не верувам дека повеќето клубови ги имаат. Значи да, не може да сигурно, ги има. сигурно. Така да, значи јасно е дека тоа е различно со ова. дали сте вие со професионални договори во репрезентацијата? Не сме со Не. професионален, ама нас не ни смета тоа.
Така. Ти кажам, Ети таа тема ја имаме. Јас, например, моето скромно мислење е дека репрезентативците, тренерите во репрезентација, освен ако, пример, селекторот нема посебен договор, дека другите немаат договори. Немаме договори, ама нас лично тоа не ни смета. Ние сме тука да им помогнеме на децата, Така. да направиме успех, да им го покажеме, па и да немаме успех, не е ништо страшно. Ние од оваа генерација, прво ќе се вратам малце, имаме сега светско, па имаме европско, па да се надеваме на некој успех, па да имаме пак светско, да извадиме 4-5 деца, без разлика дали ќе бидеме меѓу 8, дали меѓу 16, дали ќе направиме некој. Ние треба да гледаме за иднината у период од 3-4 години излад 5-6 репрезентативци. Тоа ќе биде за нас успех. Мен лично како тренер ми е успех со Металург 2, што имам 7-8 играчи, што ја не сум од типот на тренери кај што ќе кажам јас сум ги направил. Не сум ги направил јас. Тие сами се направи. Си учествувал во Али јас сум учествувал во нивната кариера Да. и мило ми е што тие продолжуваат играат Суперлига. Така да ќе ми биде на крај мило дека од овој состав, а уверен сум, и знам дека не грешам, дека сигурно 6 за 3-4 години ќе бидат таа репрезентација. Ајде да поминеме малку состава, така? Да не ги кажам кои се. Не е битно, не ќе ги поминеме вака и јас ќе кажам еве ние ќе кажем. наше мислење, да, а ти ќе не поправиш. Например, еве, голмани се Иван Галевски и Давид Брестовац. Галевски игра Суперлига. Можеби нема некаква огромна минутажа, меѓутоа Не али во последно Ама време има и последно има време и видлив добива. резултат. Така. Има и утакмици кои не што добиваат солидна минутажа. И они се еден интересен тандем со Давид Брестовац, овој 2 на 2, овој понизок, го знаеш Давид? Различни Различни, физички ама, преиспозиции имаат, ама тоа не менува ништо. Ние ако гледаме Никола Митревски има феноменална кариера. Така. Да. Ама тоа плюс и како тандем за нив е и предност, пошто пример противникот ако се подготвува треба за секој голман посебно да се подготвува, нели? посебен стил Тимска на една- одбрана има една- едно, посебно други. Да. Марио Стојановски игра во прв состав во Вардар. Сега изигра пријатно цела изненаден од Марио, он и со Хрватска одлично одигра одлично, али сега ова што го покажа на финалето како да има изигра 60 да, минути. 10 финали на Дечково као да игра во континуитет као да игра тука- дерби надпревар. Тука ние може да добиеме. Финале, Тие- да. Така. Ние ќе добиеме тука ако тие деца играат. Да, дефинитивно. И тоа е Само така ќе станат. Тоа е играчи. одлично за Марио. И одлично за нас како Виж како одеднаш не сакајќи му се отвори чувара повреден, деки нешто и он повреден и одеднаш бам мораш да Ама играш. тоа што ви Да, Раде, ама он не стабилен. треба да- Отковане има нешто. треба да игра и сега, ама да се навратиме на еден момент. Ако не играше Марио, дали ќе го знаете? Па, реално да, по широка јавност сигурно не би го знаел. По широка јавност не, ама сега викате и кој е Марио, супер е Марио. А Марио е више ставен во систем и Марио веќе има значаен, мислам, Придонес кај нас има работи придонес по нешто, во кадецот, не да. е случајно таму. Да. Мислам, не е случајно ова што го изигру неделата. Неделата е финалето, пошто ова кој ќе се гледа по 10 години да знае. Финалето Вардар Пелистер. Да. Следно крило Дамјан Субашевски, тој исто од Металург дете. Исто од Металург, да, сега е во Бутел. Сега е во Бутел. Таму на исто кај Кики на неколку интересни надпревари доби шанса во квалификациите за Евролигата, нешто 2-3 гола си ги дае Да, малиот. Башевски беше во Да, Славичка. Славичка, Да, Славичко, да, исто да, имате кос- различни коструја е, да. физички предиспозиции, Да, има да, различен да. тип на крил. Го Да. знам, да. Исто он си е во состав Нема, прва он ако лига. добија топка влага и шутира, шутира. да. Не се плашише, супер мислам. Е уште едно крило И Тотич реализира. од пролет. Тоти чисто игра, добива минутажа, супер Добива лига, минутажа. добра физички предиспозиции, по карактеристики, по физички предиспозиции, ние бараме како Марио и како Тотич да може да играат петка во одбрана. Во одбрана. Така да и Марио и Тотич ги имаат тие предиспозиции. Со Башевски ние кога ќе имаме некоја друга зона, така да мислам дека сме покриени на. Се надополнува баш секој. Да. Секој си има Па тоа е место работата во на системот. тренерот, значи он гледаш за секој играч има место и има стил на игра. Од пролет ни доаѓа Андреј Стојановски, а него најмалку го знам искрено, мада сега пролет кога го направи овој потегов со да кешира нешто од играчиве, им се отвори шанса на Да, на таа генерација. една група млади играчи. Па тоа е доброто што тие млади играчи ќе добија минутажи и добија искуство. Играат со Вардар, со Пелистер, Да, со да. Алкалуит, со Охрид, со Тиквеш. И по мене добро играат, добро се носат. Добро се носат. Да, што до вчера бил Од пролет ни доаѓа и Томи Димковски. Тој ја освои титулата MVP. да.
Томи е еден многу корисен играч, специфичен за нас, со физиономија, но Томи може да ги игра сите три позиции. Може во одбрана да игра и двојка и петка, се малце зборувам од тренерски. Така. Да, баш така да Томи е еден многу корисен играч. И Томи ти е играч кој што и Винчек да е пред него и Благотиншек, он ќе направи финта и Томи напаѓа, нема напаѓа. Да. Напаѓа. Тоа е битно. После имаме, сега ги измешав малку, ама Не е проблем. една група на играчи што доаѓаат од кај Бранче. Да. Од Multi-Essence. Сега, овие се суперлигашки играчи, овие се прволигашки играчи, ама од друга страна... Одесен се суперлигаши, исто. Да, ама од друга страна ја носе екипата без пораз до Суперлига. Цела сезона играат по 6 минути. Да бидеме реални, имаат они минутажа. се соочуваат сега Македонија прволигашкиот ракон можеби не е врвен, ама има сериозни екипи и таму и сериозни играчи. И сериозни утакмици имало. Пример Дивиот игра, Мите Стоилов игра, има сериозни имиња таму, сериозни прекалени борци. Битно играат 6 минути ја носат 6 минути. екипата и Да. не е едноставно без пораз да... Ќе пробам да ги кажам сите. Тодор Узунчев, Давид Димевски, Димитар Узунчев, тие се браќа, така, лев и десен играат. Толку сум се. Тие се. Може Не, овој, и чекај. Валентин Карасманакис. Карасманакис, пикерот. И има една специфична работа, не знам дали си забележал. Да, ја го во Ми списокот стои што ги имаш. овде старите клубови им се затоа не го видов. Да, децата се од цела Македонија. Да. Значи Узунчеви се од Гевгелија. Давид Димевски од Куманово. Команда. Имаме од Струга. Имаме од Словенија. Имаме од Битола. Имаме од Скопје. Така да генерација. Права репрезентација. Права, значи Чекај сега, Имаме дете што не го спомнавме од Богданци, што не беше, ти го спомна, не беше со нас со Бугарија, беше накнадно викнат. И многу ни помогна и мислам дека е тип на играч како што беше Мите Стоилов, а нас такви играчи ни треба. Најмно. Да. Ај сега довија некој што прескокнав. Мора да е кој него. Да ја кажам анекдота, доаѓа тука Мите Стоилов, нисам кашка има. И нешто климата не му работела вамо таму. Викам, Мите, уште ли ќе играш? Абе, и да играм и да не играм 10 гола, можам одма да дам. Така си. Да, чекај сега има да видиш што не ги Измеш. што не ги скокнавме. Тотич Узунчев Димевски ги кажавме, Стојановски го кажавме, Антонио Николовски. Тоа е Антонио Николовски. Тоа е Богданци. Да. Добро, го најдовме. Славчо Шулевски, Окрет. Струг. Сега моментално е Сега во старци, да. среден бек. Среден. Мене многу ми е интересен тој играч. Многу интересен. Е, уште еден таков среден интересен, Каледжиевски. Тоа е Каледжиевски од Словенија, да. Кога правевме муаве дека нас ни недостасуваат вакви бекови као Раде, а средник имаме ќе станеме Словенија. Така, овие некои генерации се некако Таква е генерацијата, се некако тешко некој бомбардер да извадиме, а средни крила, пивоти, голмани. А по конституција има Раде некој така што ќе мислам што личи на да речам леве. Нема, на Бековски. средни. Па 195 некој 110 кила да мислам ајде у оваа возраст не 110 кила, ама Па да има еден, ама малце помалан и ќе биде пристоен со што нас. ќе израсне, што ќе се Ќе окрупни, биде кој ќе- пристоен со нас на припреди. Митев, Дамјан? Дамјан Митев, 2006 е. Дамјан игра Суперлига. Колку е висок Дамјан? Па Дамјан е висок, сега малце 196. не е уште физикус, не е оформен. Да, али добро, Дамјан он Митев ќе- е он 2006 ќе стават килажа, беше во мислам, Германија али со уште, нас да. на турнирот, видовме дека физички не Може да поднесе. Да, он игра све, сега играше и во Хрватска, добар беше. Ќе биде со нас секако, ќе видиме по пријателските како, али ете Дамјан Митев е еден физикус што би можел да биде. Ама он не се извојува пак за среден, не. Па имаме средни таков тип. А пазио со висината. Со висината ја би го Да, по да, мене, да. моје лично мислење, не знам. Да, да, така да, добро, јасно, Да, јасно. си разговараме, не. Си разговараме, да. Ти ме праша физикус голем За фудбал. физикот, да, баш ми пошто не ги знам ја децава сите. Има и од овие деца само Многу се од нив и не овие знаеме. може уште и ќе растат. Па дај Боже да порасне некој, Мислам, али сега со може има физикус Тони нема некој 18-19 само. над 1,95-6 нема бек моментално во список. Имаме пикери што е добро, имаме два пикери што мислам дека сме немале до сега такви во репрезентација. Едниот е Карасманакис, Едниот е другиот е Карасманакис. Михайлович. Не, Михайлович не е таков тип.
Само Листевски од... А ово е малиот од Пелистер. Да, од Пелистер. И тој е исто 16 години. Немаше прилика да игра со нас со Хрватска, играше со Романија. Тој е сега 2 на 2. Тој е 1,99 м. Да. И е таков тип голем, така За пикер тој е, за така? пикер, да. Така да мислам дека иднината околу пикери решено. здравје Боже да биде све како што треба Тој да во се некој развива. надпревар, дали со Бутел или со каде, со кого беше 6 минути изигра малијата. Одбрана, напад, мислам дека со Бутел беше. Сега има некоја ситна повреда, се надеваме дека ќе биде све окей со него. Така да имаме Има габарит, да. да. А пак да се вратиме малку на Митев. На кој надпревар ја ти го гледавме во Алкалуит кога го користеше Кире за играч повеќе. Со Пелистер, Малиот решаваше, да. задачи решаваше. А да не го 6 фали на 5 гол. на 6 на 5. 6 на 5 играше. Па затоа ти рекол да не ги спомнуваме по имења на Абе, немисла, да ги Не ставаме. бе, зашо што? Не Нека двоиме биде, никога. ама нека им биде и малку и стрес дека сме ги пофалили дека мора да одговорат. Како беше Тања Андреева ни беше гостин и зборавме за женскиот ракомет. Та уште поболна, драматично поболна тема од машкиот ракомет. И Тања кажува гласно, девојки со репрезентативен статус доаѓаат на подготовки неподготвени. А имаат клубови кај. Имаат клубови, имаат минутажа, знаат дека ќе играат европско првенство и доаѓаат неподготвени. Не ви коментираме. Така. Ја мислам. Ова, извини, мала дигресија за притисокот што збориме, што ги спомнуваме играчи. И нека се свати кој притисок. Ќе спомнам, гледав една серија, Док Риверс, сегаше НБА тренер на Netflix. На Netflix е серијата, не е тренер у Netflix. На Филаделфија, иначе беше во Бостон. И во Бостон Испадна, го носат, да, испадна. Го носат Бостон Селтикс, нели, клуб со најмногу титули, со највише, најголема традиција, нема освоена титула ко Пелистер, 20 години. И притисок невиден, и го носат за титула. И вика, треба да направиме титула, ама како ќе направиме? Они играчите сите сакат, ама го немаме. Тоа ја вика, решив, сите као немај притисок лоше, не вика, директно со притисок вика. Како им направив притисок, нели имат знамења наредено дресови со титули, и ја вика рефлектор побарав да го осветли празното место кај што треба да се стави новиот дрес. Тренинг. Гледа тоа кај што свети. Го гледам. Тука вие треба да го закачите дрес. Секој тренинг, секој утакмица, секој тренинг, мислам дека втората година као тренер стана шампион. И вика, абе, не зборам за притисокот, као генерално, моментот кога добиваш притисок, као стрес. Ако се трудиш вика да го преболиш притисокот, нема да можеш, вика искористија силата притисокот што ја прави, за да ти даде ветер у грб. Ние сме друг менталитет сега. 2002 игравме тука квалификации за да се пласира, децата мислам дека само од притисок не се пласира. Држи вода, ама тоа е затоа што од мали притисокот го сваќаме дека е проблем. Во рете, па затоа ти викам, ние сме друг. Ама од мали, ние од мали да ги научиме дека пошто цел живот притисок ќе ги носи, ќе ги гази. Нема и они кои ќе завршат ракомет, некој ќе стане професионален, некој ќе стане тренер. Се слагам, тоа треба и од дома и од школа, ама ние сме научени дека притисокот прави проблем. Да, прави, ама ти не можеш низ него да поминеш. Сврти го и користи го ко сила. Да го користиш, да, као фокус. Сила користи го. А убава ка на муавет. Убава е, јас се слагам дека е кажа супер, дека лесно го изгледа. Ја препорачувам таа серија сите да ја гледат. Се вика, не знам како се. Те разбирам ја ова што сакаш да кажеш ти, ама тоа треба сегде да е на едно исто ниво. Се слагам дека во сите пори треба, и дома, и на школа, и на улица, и на тренинг. За да го прифати, а не можеме ние сега у тие 30 дена ни се работни за припреми. Па вие па најмалце со репрема, тоа треба да собираме и така, а зашо се сега не ќе така да ги збора другиот свет, на пример европскиот. Максимално добро да се припремиме, да одиграме пријателски настројувари и тие што се најспремни да одиме. Така. Ајде, што вие што ги прескокнавме јас. Ајде. А ти ќе ни додаеш ако има уште нешто. Значи што од крила имаме Александар Петковски, игра во Алкалоид Суперлига. Били Стојановски, во Пелистер 2 игра Суперлига. Да, одлично непокрината и мислам дека и двајцата се перспектива. Така. Стојменов е од помладите пикер. Па Стојменов не е више во состав. Не е во состав? Не. Така, он е... Не. Како сите овие се филтрираат Суперлига, Прва лига, Суперлига? Ја им кажав, им кажав, заедно со Бранчи и со Наум, природно ќе се Природно, така е. Да.
Ама еве тој што го спомна Стеменов, игра не тоа дете? Игра во Голден Арт, Во али Golden Art. сега Во за Golden тоа Art 2. за тоа бев да не ги споменуваме, значи Самуел како поева како физикус не е перспектива. Одскокнува. Значи игра Суперлига со 2600 годиште. 2 метра, ама не 2 метра тенки, него 2 метра 2 на 2. Ние, Плакар, ние како тренери треба да препознаеме нешто за во иднина. Да. Да, а ракометот е специфичен, знаеш, мора и физикусот да му се гледа. Значи сега ние Не можеш да речеш добар е, пикер, ама нека се бундес. Ние како Самуел и како Карасманакис сме немале такви пикери. Да. По 2 метра да играат два правци. Да, апропо, вие малку постариве Стојковиќ и... Сега Стојковиќ, па е од помладите. Пак е од помладите, Да, затоа. Стојковиќ 2002 е. И како се викаше, и Стефан Стојчевиќ. Од Бутел. Да. И тоа е преку 2. Ама тоа се 20 годишни момци. Значи, ние во историја на ракомет сме ги имале Ванчо Димовски, Столе, И ако а гледаме... Ѓоргонот бил може најголем пикер. Значи, сите гледаме сега европски ракомет, гледаме дека пикерите се во два правци мора да играат одбрана, играат најбитни места во одбрана, 3-4, Да, со нив имаш и транзиција и се така. Да, И сите играат и напад. Тоа мора да се реши тоа дека овој ќе биде одбран играч, овој напаѓач и Нема. губиш доек да се смениш, тој више ти дал гол. Нема, се смени ракометот, И еволюираш. последните веќе ги спомнавме Карасманакис пикер, игра цела сезона кај Бранче и Михајловиќ игра во Бутел и него му се отвори простор. Да. Овој Јефтиć се повреди, Стојчевиќ со коленото и се доби шанса минутажа. Сите играат, На овој список недостасуваат. недостатуваат уште неколку што ќе бидат повикани. Имавме детенце од Виена, беше сега, но нажалост нешто зглобат го свитка. Ќе биде пак повикан да му се даде на него шанса. Боријан Димевски се точно да не го сгрешам пред зимето. Што позиција игра? Левбек. Левбек. И тоа е потенцијал. Тука најверојатно ќе има уште еден-два голмани, можно и уште еден пикер да убаци, има уште еден одличен пикер Богданци. Така да ќе бидат негде околу на поширок тој список се 35 на први Што е функцијата на тој поширок список? па на поширок список тоа ти го бара ИХФ и ЕХФ, да имаш. Така. Да. Широк список да постои. Широк список да. А вие ќе постои. почнете да тренирате со 24. 24. Така. И од тие 24, 16 од 16 Не, играат, 20 а мислам дека 18. 18 или 20 тоа, така? Не, Имаш на трибин, На право трибин да најверојатно носиш. 20. Со тоа што ако сакаш можеш да ги ставиш во состав. Да, може да ги смениш. Да, добро, тоа е ради повреди. Мислам не само ради повреди, него тактички можеш да ротираш. Колку е сега различно, пак сега на првата тема играч тренер, колку е различно кога си играч и кога си на терен и можеш да притиснеш, да направиш некој потек во одбрана или во напад и кога треба од клупа сега ова да го изменаџираш. Слободно ќе кажам дека скрос различно. Скрос, значи како играч доаѓаш со торба, ништо не те интересира, тренираш, се взимаш торбата и заминуваш како тренер, мора да си спремен за сите 18 играчи, мора да си спремен за тактика, мора да си спремен на даден момент за тоа, разговараш со тренерите, сега зборувам лично за мене и за мојот тип. Не знам другите најверојатно и тие така функционираат, али по мене е скрос различно. Да, Еве, на например, цел терен да го гледаш. ќе ви кажам една анекдота од Рига, последните два надпревари во полуфинале и финале, јас, Бранко и Наум игравме напред. Значи на тренингот пред утакмица, за да ги заштитиме играчите и за да покажеме како да се браниме или како да напаѓаме, јас, Бранко и Наум бевме трите бека и напаѓавме како напаѓа противничката екипа. Браво. Им давте голови. Значи беше тоа се на 50-60%, али тука сме со нив за секој момент, за секоја ситница. Добар пристап и тоа. Така да тоа Тоа е е пореално може. Ќе имаме ли шанса да ги видиме овие момци во Скопје пред првенството на некој турнир, на нешто пријателско? планираме Имате се нешто за пријателски кажано? утакмици, да во Маврово сме.
најверојатно во Мавро ќе ги играме пријателските или Јаго дека е мало. или ќе Далеко е пеш. најверојатно две ќе одиграваме во Мавро. Планирано ни е, им го понудивме на хрватите, чекаме дали ќе ни прифатат. Треба скоро време да ни одговорат и уште 4 до 5 планираме, за тие не знаеме со федерација ќе контактираме дали ќе имаме покана негде да одиме или ние или некој да дојде. Така да мислам дека доволно ни се 4 утакмици од можам да кажам дека од пред Рига до сега ова генерација има одиграно 18 утакмици. Браво. 18 со Рига, да. 13 победи имаме. Тоа е во неполни 2 години, така? Една година, не, од правам муабет од јули. Да. Од после Бугарија, правам само за 2-4 муабет. Од после Бугарија игравме 2 со Грција, игравме Рига 5, па Црна Гора 2, Шпаркасе, па Шпаркасе, па Хрватска, Романија, па Хрватска. Значи ги имаме условите што се потребни да се развива оваа репрезентација во добар И правец. сега олеснителна уште една, нели, затоа и ова го зборувавме малку, олеснителна околност е што сите момци се во играчки ритам. Сите така. се во тренажни процеси, во играчки ритам и не радува со сите играат. Сите играат, да. Да, сите во клубовите играат и тоа е еден момент да добиеме ние играчи само ако играат. Значи, ја од личен пример мој ви кажувам, мислам дека и моите колеги ќе го потврдат, сега што се тренери што били играчи, дека играат стануваш само ако играш. Само низ надпревар. Значи, само низ надпревар, искуство добиваш низ надпревар, значи, се радуваш или плачеш само кроз надпревар, осетуваш... Секако се значи, калиш, се развиваш. Тука е ја и ние му низ разговори на тоа му кажуваме на играчите, значи моментално мора да гледат само да играат. Сите тие работи доаѓаат И се дојат сами по себе. Раде, имате добра соработка со клубовите? Рече со федерацијата е се окей, супер услови, со клубовите? Одлично. Одлично и со тренерите што комуницираме и некои од тренерите и сами ни дават информации. Така да околу. Има ли некој дете што не сте го змевали? Нормално Македонија. Немалку една постава имаш да не е за... Немалку 20, може и 2. Имаме потполна поддршка од федерација, че играат само децата што се најспремни. Супер. Че им биде на сите деца им даваме шанса, секогаш менјаме кога има пријателски утакмици, али и вие гледате дека Тука тоа е составот. Може само доколку е некој на моје место еден играч, 2 заради некоја негова визија. Али не верувам дека од овие ќе смени 6. Да. Селекцијата направена. И сега кај оваа селекција е исто убаво што они ќе имаат континуитет, нели ти веќе го спомна тоа. Значи сега имаме светско првенство, следната година они ќе бидат малку постари, ќе учествуваат на европско првенство. Што оваа година се кадети. Добро што ме прашува малце да разјаснам. Оваа година има младинско. Пошто федерацијата кај нас 2002 не учествуваме на светско, ги помести категориите и ние имаме сега бенефит. Значи пионерите ни играат 2-8, 2-6 се кадети, а во надпреварување ЕХФ 2-4 се кадети. А кај нас 2-4 се младенци. Значи овие генерации имат бенефит оваа година што играат. И кај нас малце настанува заборна кога ја собираме кадетска и од 2-6 ни се бунат родителите што е нормално во Македонија, не сте невикнале, не. Ова е уште оваа година кадетска. До година ќе си биде младинска на европско првенство, а 2-6 ќе настапува како кадетска. А ние и мислам дека тоа е добар потик на федерација што ги рангираше така 2-4, 2-6, 2-8. А дали сега ние пошто влегуваме сега светско и европско? Дали ќе се ослободиме од оние шампионати Б во наредниве години? Беше најавено дека 2-6 нема да има шампионат, дека со самиот пласман наш сега испадна дека 2-6 пак ќе игра. Заборавивме за кој се работи. Тоа е моментот што ние у Бугарија отидовме со 80% 2-4. Така да и со 2-2 ако отидевме ако бевме први, можеше не знаеме што ќе добиеме. Тие се и да освоиш светско првенство, може ќе ти смена за следната година. Само ова не е светско, ова е... И сега светско, не знам дали играат со топка без лепак, не сум сигурен. Младинско, а ние кадетско играме со топка без лепак.
Ај се уште малци за стилот на игра. Ја и бица non-stop си имаме темата шпански систем, југословенски систем. Пред некој ден Чале ми пушташе пораки и ми вика, нешто, коментираме ние стално нешто, си пуштаме пораки, да не забораваме дека ние сепак сме југословенска школа, дека сме потомци на еден таков тип, кај шо, еден на еден финта, кај шо немаш Горостаси ко Благотинше, ко Бекови, ко, не знам, него онака, еден на еден. Кој стил Раде како тренер го создава, да речем, ајде, и го негува го. Повеќе од мојата кариера бев надвор. Сакам екипи кај што трчат, сакам сега се изразуваат сите модерен ракомет, треба да следиме трендови, ама треба да имаме една наша кај што ќе биде своја кај што ќе биде насочена. Моментално во кадетски и претходно кај што сум бил тренер, мојата екипа е агресивна и борбена. Сега зависи од утакмицата. Ние трчевме со сите во Рига, со Швајцарија беше 24-22. Така, значи зависи од екипата и од противникот и од надпревар, дали е финале, дали е некоја друга утакмица. Али јас сум за да се трчи, за да се спремни играчите. Али да покажат онаа борбеност и желба дека сакат да победат и да се борат. Значи ти можеш да трчаш колку сакаш горе. Али битен е, јас сум знаеш кај трчаш. Јас сум тип на тренери, прво ми е одбрана. Одбраната го добива мечот. Па јас сум за одбрана, тој што сака да игра одбрана, ќе игра и напад. Да. Или како беше Лино, или кој беше на некој од предавањата, кога постави прашање кога почнува нападот. Во која фаза и сега па транзиција па напад. Не. Нападот почнува уште од одбраната и он имаше многу интересна една теза, нели легенда, Черва, да направам со екипата во одбрана вишок на играч, а не во напад вишок на играч. И во тој момент со антиципација да уствари нели одбрана, пресечена топка почнува нападот. И нападот нека трае секунда и пол. Нека трае, брзо, лесен гол и назад пак. Има една друга теза за одбраната од кошаркашки аспект, ама функционира исто. Вика, за напад може да не ти е ден, и ќе разберам, ама за одбрана не може да речеш не ми е ден денес. Ама има и друга една. Јас мислам ние што разговараме со децата, одбрана можеш да играш и да не знаеш. А напад не. На одбрана ако имаш срце, ако се бориш, тоа што не знаеш че го покриеш, ќе гледа дека имаш сите ќе гледаат од надвор дека имаш желба и дека сакаш да играш. А тоа публиката го гледа. Го гледа така. Во напад е друго, више напад мора да имаш нешто финеси, да имаш малце така, да. А во одбрана ако нема срце, ако не сакаш да се бориш, запиши ги. Да, снимени се. Ќе се отсрамиме некој ќе каже. Имаме стенограм. Да, чекај, јас уште едно прашање. Сега ти си посветен само на кадетската репрезентација, немаш друг тренерски ангажман? Моментално не. Тоа ти го леснува животот или ти го отежнува? Па зависи како. Ти да мене кога ми беше тежок животот преска. Делови од вам, овој таму, сендвич, не секако дека како да даде деловите. Секако дека од август ќе бидам со некоја екипа, али моментално ми е фокус на ова. И цела енергија ќе ја насочиме со моите колеги, со работници, не помошници. Овој летен период ќе биде фокусот само на репрезентација. Па не на море. Ја што ќе кажа, секако од август сум со суперлигашка екипа, ама не се. Кај уга ситуација прашува. Да, ќе ни кажа сега, ќе прекине. Да не пропуштиш уште некој талент? Не сум сигурен. Аби ќе се јави коментар. Ја не дојдов со листа. Ќе има у коментар. И ако го испуштивме, дека да му се извини. Се извинуваме и тоа ќе биде причина уште еднаш да го викне. Да го викне. Епа ќе го викне. Може него, може со работниците, може се. Раде ќе ни биде гостин после светското првенство ќе ни биде гостин за да може со радост не со радост секако ќе биде. Притисок ми прави. Мора требаш има некој имам јас. Германско се оди на некој предавање, не ме вика мене, само оди на тие предавања и туку ќе извади некој. Не правам притиск. Одем да му да ми сијете. Шала беше за Златниот. Али не бе да видел. Не, ние сега ќе се видиме после светското првенство. После светско закажувам уште од сега. Ја може ќе бидам у Хрватска тој период, не знам кај не е групата, Риека?
Па ја мислам дека ќе дојде повеќе сите после неколку утакмици. Mi se sviđa. О, јако е. Така беше Па не ви походот така на ми Варди. Да ти одговорам на NBA. Финале ќе дојде да гледаме. И тоа ќе зборуваме за Не, дај Боже да сме сите здрави и живи, да се спремиме како што треба и Тоа е најбитно. и таман после ќе ни кажеш со кого ќе продолжиш од десен у Суперлига. може. Фала ти уште еднаш, Раде. Фала на вас, Стварно ни беше беше мило. задоволство и Се гледаме за ние некако низ сезоните како што поминуваат со Бица малце некогаш си го губиме фокусот, И ритмот го и ритмот го губиме. се надам дека бев добар гост. Топ. А од секогаш лајт мотив ни бил талентите во македонскиот ракомет. И како Секогаш ме сакале тоа да. секогаш да. Ја и Бица као скаути да препознаеме некого, не би мислиш знала. за овој? Да. Бица е добро. Да, па е честитки. Гаси ја. Окей.